никогаш можем да ме засакаш, но пази ти да ме засакаш, со цело срце можем да се покажеш. Се што е убаво нема милост, ке те магепса и заслепи. Сега кажи или никогаш мој, ке бидеш ли некогаш. Ако одлучиш, ајде не чекај и веднаш е некогаш. Сега кажи или никогаш мој, ке бидеш ли некогаш. Ако одлучиш, ајде не чекај и веднаш е некогаш. Љупа, добре дојде во Хитмејкер. Огромно Добре те задоволство ми е што си тука, затоа што си еден од најоригиналните музичари во Македонија у задни бар 20 години. Кажи ми интересира, бидејќи си исклучителен креативец, дали ти е подобро сам да работиш у студио, никој да нема, или да си на термин кај што ќе те стиска време, кај што ќе имаш насоки од тонец, продуцент? Мислам дека ми е многу побаво кога сум во друштво. Значи, макар и со 500 го сметам тоа за друштво, но сепак човечкиот фактор и како не може да се замени со ефекти, со опрема. Значи, ептен може и у дечја соба, студио, само да има екипица мала. И takes two, значи двајца се веќе екипа според мене. Веќе сам уопште не ми е интересно да. Не, а? Па, види, кога ќе размислам побаво, никогаш не сум бил сам, бидејќи ете што викаш 20 години и толку од прилика, можда и малку повеќе, не знам, се бавам со бендови, музика, сум бил минимум во 5 бенда, почнувајќи од бла бла бла, Beta Fish, PNG, до The John, за последата малце да се трансформирам у Лепи Джони. И кога ќе размислам, никогаш не сум бил сам, бидејќи целата приказна почна, баш како што кажав, во нашата дечја соба, моја и на сестра ми, тука во Лепокарија. Дали си ноќна птица или утринска? Дефинитивно трета смена ми е омилена, и малку и со прва смена, значи до 12 да си дома или да си легнеш, али попладне 12, нели? Јас секогаш сум викал, кога сме разговарали онака за музичари, значи во Македонија се еден ешалон на гитаристи во кој што спаѓаат според мене Гино, Така. Горас Чаповски, Лепи Джони, Сецко, Така. и тука би го завршил тој ешалон. Бидејќи има многу други ѕверови, Така. и млади ѕверови кои што сум ги спомнал, као Лука Георгиевски, Симон Пеовски и така натаму, и други ձверови, меѓутоа овој ешалон кој што го спомнав е најуникатниот, бидејќи свират нешто што апсолутно никој не го свири. Се препознавате веднаш затоа што звучите само на себе, на никој друг. Дури апсолутно не робувате на стандардна техника на свирење гитари, на стандардни штимови.
на стандардни звуци, на стандардни гитари. Така. Едноставно, гитарата е една четка со која што цртате што сакате, боите со неа. Абе, се сеќаваш, јас и ти како се упознавме случајно на улица и се препознавме пред едно 10 години. Морам да кажам тука дека околу гитариве и ти ми имаш многу помогнато од Спунт, свесно или несвесно. Јас никогаш не сум имал повеќе од 2-3 гитари. А и као што викаат, не ми текнува некој, дали беше тој еден YouTuber 5 Watt World, му се вика каналот, ќе го цитирам, вика, на добриот каубоец му треба само еден пиштол. И тука мислам дека и јас почнав да се враќам и да намалувам од опрема, педали, значи less is more, на некој поминимален концепт, ако може и директно појачало со гитара. Ја на овој муавет секогаш викам дека сепак е период. Така е. Дека кој што се има треба да фази. се наврати, за не знаеш после што Секако. ќе се деси. Да. Секако. Еве, ајде, не мора да е една гитара, значи мора да се има и резерва, пошто се случуваат ствари, али интересно, баш во интересно друштво ме стави Гино, го обожавам и као гитариста, и како човек. Горе-доле се знаеме сите, знаеш, со некој повеќе, некој помалку. Исто, еве Сецко, например, на последниот концерт ми ја поземи Ритам машината, негова ретро, мислам дека е Ацетон Ейстон, односно што е претходник на Роланд и на сите тие, бидејќи бубњарот Жоро, што ми е прв братичет, свиреше акустична гитара на последниот настап и не знам што да кажам, освен дека едноставно правило ми е, а и мислам дека и во екипата моментална, а веројатно и во претходната е да се забавуваме додека работиме. Ти стоиш позади многу химни, ќе ги кажам. Песни кои што луѓето не се ни свесни дека стоиш ти позади нив. Песни кои ќе останат за секогаш, можеби малце као некоја underground сцена, не толку во фронт линијата, меѓутоа стоиш позади нив и имаш доста соработувано со PMG Records. И знам, знаеш како ве спаја многу добро, затоа што Мирко беше ајде правиме. Така. Исто сметам и ти си тој тип, значи немаш да кажеме страф од исходот, едноставно идеш на тоа. Тоа најголем доказ за тоа беше за таква една храброст, да ја наречам. Човекот кој што прв настапи на кров за додека траеше ова нели пандемијава и часовиве полициски, ти беше првиот што направи концерт на кров, мислам на кај Градежници беше. Да, на дом на Градежници, да. Точно. И онака сам ти гитара me and myself. Да ти кажам многу искрено, ептен ми е драго што си го приметил тоа. Јас бев обавестен за тој настап 2 дена унапред. И не знаев што да очекувам, но веројатно така, кога си ван комфорт зона, излага нешто интересно, кога ќе те фрлат на фронт. Так. Искрено, колку што ги сватив луѓето кои се јавија, мислам и самата екипа што снимаше и работеше, и на нив јас им бев прв артист од таа, после не знам колку концерти, пандемија се развива цел проект, али ова беше онака како не сакајќи ме фрлија во оган, но
јас очекував дека ќе свирам во мало, а не пред цела Македонија, знаеш. Очекував најмногу 50-тина тука од како се вика, од комши. да, од да, тераси. проф, стварно не очекував онака ете И мене топ беше. Значи ја цел ти изгледав и ја уживам у секое твое музицирање у било каков вид. Сакам за крај да те прашам. добро? Пред интернетот, Да. нели, главен медиум беа за хитови телевизиите. Така. И увек таа андерграунд сцена се базираше на клубови некои кои што третираат таква музика, МКЦ, Да. културни домови и така натака. Своите настапи највише ги фокусиравте у странство, non-stop on the road. Така, така. И сега дојде интернет. Да. И навидум се е достапно и андерграундот и се она што не било достапно за сите сега е достапно на некој начин. Но колку е тоа разлика, колку е тоа сега достапно или пак е иста ситуацијата бидејќи алгоритмите на сите овие мрежи се подесени за пак да искачаат на површина само оние кои што се спонзорирани, Јасно. поврзани со одредени канали, со луѓе кои што се занимаваат со хакерство, купување вјуа, кликови и Така, така така. натака, каде што оваа сцена, луѓето што се во андерграунд сцената не се замараат со такви работи, затоа никогаш не ни конкурираат на конкурси, затоа што не може со папирологија да се бави, Јасно. а ова е еден вид на папирологија дигитална, современа и така натака. И баш ме интересира од твое искуство директна информација дали е нешто подобрено, дали е разлика од претходно или па тука си е па се уште и ако е интернетот пак си некој андерграунд интернет простор. Интернетот беше и пред 20 години. Ако убаво размислиме и во 90-ти беше присутен, но со многу помала како се вика тоа, bits per second или per minute. И мене ми е драго што сум сведок на развојот на целата оваа мислам технологија и сето тоа, но е меч со двеоштрици. Исто уште пред 10-15 години, например, YouTube кога беше по-фреш и имаше све и свашта, секогаш ми било подраго кога ќе најдам некоја добра музика испод 1000 вјуа, знаеш. И никогаш не би биле репер тие за квалитет, рецимо гледаноста или лајкови или коментари. Така да Дали достапноста, пример, ќе ставиш твоја песна, така. алгоритмите на самата платформа се така подесени за твојата песна пак е на некој начин андерграунд и во сајбер просторот. Па види, ама некои работи се дури намерно така подзакопани, знаеш, за слушателот да се потруди да види, да најде дека сепак имам 4-5 YouTube канала или не знам, дека може би има за бесплатно да се спушти некој издание, некој линк. Мислам дека мене лично тоа ми е како игра една, бидејќи кога све ти е достапно и дадено на тацна, малку и губи од вредност. Така, се што е убаво во природата исто е скриено. Значи, дијамант не можеш на површина да го најдеш, треба да копаш. Прекрасно. Не можеш добра книга да најдеш Така у маркет до каса. Да. И за се треба копање. Љуба, фала ти многу што не удостои со твоето присуство тука. Фала ти на Се тебе, слушаме, друга. се гледаме и да сработиме нешто. Ајде, двај чекам. Од кога се каниме? Јас само да кажам дека исто јас сум, мене ми е драго што сме си обострани фанови. Ето тоа време пред 20 години кога имавме некоја поп сцена.
Ти беше, мислам, бар за мене и за моите најблиски, пошто ето ти викам во друштво, гледавме Макспот или не знам кои други беа све канали, онака ми беше омилен артист од сите тие, од генерација, ќе ја кажам, Фала. на Данки. почетокот на овој век. Да, нас ќе поздравиме Марија Каева, ствари, Тачно. Оно ми зборуваше за тебе цело време, пред Аха. да те запознавам и после се запознав Да, на улица. прекрасно дека се препознавме, знаеш, епик, тоа е епик. И онака кога ќе си сретнеш некој локален идол и ти си му фан, а уште појако е дека он ќе те препознае, па после ете све природно се развива, нели? Така да тоа е тоа, друже. Фала ти. Ова и на тебе. Го сонувам твојот глас, дај ми знак кај да те најдам. По секој издих на ветрот, те чувам, те носам. Те чекам, секој ден, секоја зора. Те чекам, мојата љубов ти ја зборам. Градот спие мирно, сенките играат шах. Твојата облека ја гледам во секој празен ќош. Градот спие тивко е, празно е без нас. Во секој останац ти те чекам, пак да те видам. Сонувам твојот глас, дај ми знак кај да те најдам. По секој издих на ветрот, те чувам, те носам. Те чекам, секој ден, секоја зора. Безпрекорни господа, кои од калта пијат вода за гнила слобода. Очи гладни, полни стрв, со силна жеца крв, од дно до врв. Ако затапана ќе се растрепери твојата душа и не ќе чујам ништо друго освен крик, грми, твоето небо ме напаѓа, ти доаѓам
вооружен до заби, во изворот да ти погледнам бикот од пес. Ќе ја преврати земјата и кој знае каде ќе заврши бикот од пес. Бикот од пес. Модрата светлина ми ги разурнува зидиштата. Ке се допрам со увото до земјата, штом живеам со тебе. Нема да поцрни сонцето. Бико Не можам, а да не помислам на тебе. Овој кревет празен без тебе. Те мола мила, врати се. Не можам, јас да заборавам на тебе. И ноки не спијам без тебе. Те мола мила, врати се крај мене ти. Времето минува за двајцата нас и не стои кога викам на глас. Ти да ме слушнеш мене најмила, се молам за нас. Времето минува за двајцата нас и не стои кога викам на глас. Ти да ме слушнеш мене најмила, врати се крај мене ти. Патувам сам по овие празни тажни улици и се уште не знам зошто на крај ти ме остави. Време минува, но јас стојам таму кај што ти ме остави. Секој нов ден се трудам и пробувам да се доближам близко до тебе, но никогаш не стигнувам таму кај што си ти. И колку далеку да си, јас те чувствувам со секој мој стив. Јас те вдишувам и се надевам дека може бити еден ден ќе дојдеш пак. Секој нов ден се трудам и пробувам да се доближам близко. Може би еден ден и да е последен, ќе пронајдам разбудан мирна вода во себе. Може би барем еден ден. Може би мојата
Ја лизна на луш под банана. Мајмун гледа, мајмун прави, нели така? И јас како коко сакам. Сум надебал мајмунски стаж. Се спремам и стегам багаж. До Амстердам живот да видам. На државен трушок да бидам. System make a monkey out of me. System make a monkey out of you. System make a monkey out of me. System make a monkey out of you. Out of me. 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 Out of you. Мајсети први век, деме homo sapiens. Поише ми личи на еректус, на пупет. Иако веќе ме правите мајмун, сакам и јас на рехабилитација у Амстердам. Сакам како коко 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 у Амстердам. System make a monkey out of me. System make a monkey out of you. System make a monkey out of me. Бистра капка батнува длан, листот падна од себе сам. Болна душа прашува се, кажи крајот дали баш вако е. Мислиш ли, кругот врти последен пат. Се сеќавам на она што знам. Заиграј со себе и биди другар. Ајде кажи ми, вреди ли? Јасно привидение, учи душа, љуби ме. Pogled во ногте, ногте албумен. Погледна во огнот, огнот спомен. Јас сум целосно загубен, загубен по тебе ти. Во мене погледна во страот, демон мој. Лице од беси, лаги и безброј. Јас сум целосно загубен, загубен по тебе ти. Во мене ти дадов поглед, ти ме збори насмеха.
Јас сум загубен, јас сум загубен во тие очи зелени, во тие очи зелени. Јас сум загубен, јас сум загубен. Кон тебе чувства јас имам. Ако пред сите кажам јас те сакам, нема нас, само јас тебе да те имам. Во моја контрола не се контролирам, штом тебе те добрам температура кревам гора. Во моја контрола и не се контролира, штом тебе те добрам температура кревам гора. Вечност те чекав да се обидеш со мене, о бейбе, не само да бидеш. Секој твој поглед боен ти го важев, но за малку ке се излетав, ке кажев. Во моја контрола не се контролирам, штом тебе те добрам температура кревам гора. Во моја контрола и не се контролира, штом тебе те добрам температура кревам гора. Ti si somnite
Mic check 1-2. Провери, кажи ми дали сте достојни, ке ве слушам вас, а после уште стотици. Проверив, сум подобар од сите, како вика куманоед, зверои твоите, ке ми чуев име поволни. Со ниска цена твоите рапови, спушти главата доле, ке молите и за фичеринг. Повели, ако си за воринг, бетлај си со мене, животот не направи ваков, затоа сум црно семе. Племе кети, и во живо, и на трака, и на мапа, и на карта. Јас сум оган, ти си жата во мојот терен, стап на рапов на грб и никад назад. Да ти објаснам на сурово, јас сум Тупак, ти си Кулио, јас сум Джордан, ти си, јас сум прв, ти секад ке бидеш другиот, proving strong, дека сум тука да останам, ти збери парталите да не налеташ на нишан следен план. Ние сме црно семе, ова е наше време. Ние сме црно семе, доволни за сами себе. Способен сум да направам некој да плаче, да направам некој да мрзи, да видам тоа жарче кој ден денес ти пали сонови бурни. Викате сонувате будни, а сон ти е да возиш нечив тук филм, дај не се губи. Поштувам баш се само зборовите се груби. Рапот е за секаква мисла, не за проклети пари и курви. Не е за дај бе тато гурни, него е да видиме кој издржува во денови студени, кој има вистинска екипа, кој е среќен со таа слика што ја има. Затоа репрезентирам, гарантирам, не ми требаат ни 2 промила. Пред сите на врвот ке стигнам, на првото место пехар ке дигнам. Луѓе да викаат моje име ке видам, а знај никад нема на славата да сум дигнат. Чуме најгласно, да успееме заедно, е баш за тоа снимам. Ние сме црно семе, ова е наше време. Ние сме црно семе, доволни на сами себе. Дечки, ова беше се за оваа емисија и се гледаме наредната. А вие уживајте, бидејќи е лето!